Ве поздравуваме од цветната градина на госпоѓата Елизабета Леши, која што е задолжена за одгледувањето на најразлични видови на растенија. Токму овде во овој градинарски центар можете да најдете цвеќиња кои што не може да се најдат на ниту едно друго место. Затоа кој повеќе подарува, дали внимателните или заљубените, но и ова утро ќе дознаеме совети за тоа како да ги одгледуваме некои од собните растенија. Господја Елизабета, ќе ви посакам добро и убаво утро. Би започнала со тоа, многу години веќе вие работите, се грижите за цвеќињата, тоа е вашата професија, нели? Но кога станува збор за подарувањето на растенија, кој повеќе подарува според вас, според вашите клиенти? Дали повеќе подаруваат внимателните, оние кои што знаат како да изразат благодарност, или пак заљубените можеби за своите поубави половини? Добро утро, им посакуваме на гледачите на Алфа телевизија. Ви благодарам на посетата и на советите што ние веќе се потрудиме да ви ги дадеме, да ги посоветуваме малце околу одгледувањето и да позбориме малце околу начинот на поклонувањето. Во нашиот гарден центар може да најдете голем избор на растенија, дали лисно декоративни, дали цветни. Секако може да најдете голем избор на поклони, дали било тоа вообичаени растенија за вашите сакани или па за посета на домови, вселување, па и за канцелариски простории. Кај нас може да најдете секаков вид на растенија, ние се трудиме да им помогнеме на луѓето, бидејќи кога ќе ни дојдат клиенти кои што сакаат да поклонат, ние секогаш се обрнуваме кон тој проблем, затоа што чинот на самото поклонување представува внимание кон особата на која што сакате да ја поклоните. Затоа се трудиме заедно со клиентот да избереме правилниот избор на растение, дали ќе биде тоа за внимание, дали ќе биде тоа за заљубените. Значи треба во исто време да бидат задоволни и купувачот, меѓутоа исто и тој што ќе му биде доделено самиот избор. Покрај тие што си купуваат и од внимание и од заљубеност, многу имаме клиенти кои што си доваѓаат и си купуваат, што би се рекло, сами за себе, што би си поклониле сами на себе, затоа што имаме голем број на клиенти што се големи ентузијасти и големи колекционери на цвеќиња, што нивните градини, нивните домови изгледаат баш како една мала мини градина како нашата. Секогаш се во потрага по нешто ново, интересно, што го нема во нивната колекција, па се трудат да си го обезбедат. Тие истите, нели, нормално, ни се најчести клиенти, те и најчесто знаат како и се одгледуваат самите растенија, така да секогаш со нив ќе си направиме дополнителен разговор, дополнителен совет како се одгледува, што дополнително бара, и тие се задоволни, ние сме среќни дека сме успеале да ја исполниме нивната желба. Меѓутоа, секогаш доаѓаат и нови клиенти кои што сакаат да си купат цвеќе, значи да си го племенат својот дом или канцеларија, сакаат во некој дел од нивниот простор да внесат некоја нова убавина, меѓутоа не се сите и запознаени со начинот на одгледување. И тогаш секогаш им нудиме цвеќиња за кои што ги викаме како цвеќиња за почетници, или тоа не се цвеќиња за почетници, тие се и најмногу потрошувани цвеќиња и најмногу барани, тоа се епипремиумите, потосите или народски кажано ползавиците. Тие се премногу убави. Гледате само која убавина од листови има самите растенија. Значи дали е тоа темно зелена, со посветло зелена, со жолто, со бело, значи било каде да ги ставите, представуваат одличен украс. А зашто се за почетници? Затоа што
тие барањето околу нивното одгледување не се нешто многу големи. Секој растение сака светлина за да успее. Меѓутоа, ако имате дел од вашиот дом каде што нема доволно светлина или мора да биде под вештачка светлина, тоа ви е идеално растение. Второ, потребата за вода исто има голем распон. Дури во моменти кога сте забораиле да го наводните растението и дошло до незино дехидрирање, значи завенување, со повторно додавање на вода, тоа се оправува, значи загубата на растение ќе биде најминимално. Затоа и го препорачуваме најмногу за почетници. Затоа го викаме растение за почетници. Меѓутоа, имаме и клиенти кои што доваѓаат и сакаат да внесат нешто новина во своите канцеларии. Меѓутоа, каде што немам премногу да се грижат за истите, затоа што најчесто во канцелариите или сите забораваат да стават вода, или па на сите им текнува во истиот момент да стават вода, па доаѓа до загуба. А секогаш се премногу топло и поради сувиот воздух доаѓа до исушување на листовите, до оние ситни некрози. Затоа секогаш ја нудиме сансеверијата, бидејќи таа ја има во различни нијанси на зелено и жолта, во различни облици, многу е лесна за одгледување, не бара многу вода, значи спрема во зависност збориме за зимскиот период и во зависност од големината на саксијата, доволно е да се стави на 3 до 4 недели вода и единствено растение кое што воопшто не реагира на грените тела. Значи дури да ја ставите до самото грено тело, загубата на растението би била минимална. Значи тоа ни е да речеме број 2 растение. И секако би сакал уште еден тип на растенија да ви го понудам и да ви го покажам, што кај нас многу често се бараат и ги имаме во голем број. Тоа се филадендроните. Зашто би ги понудиле филадендроните? Затоа што се тие толку прекрасни, значи имаат толку различна боја на листови и облик, а нивното одгледување е многу лесно. Значи за зимскиот период доволно е да му ставите вода кога тресетот е барем 1/3 од саксијата сува. Значи немојте да преторувате со вода, а тие секако ќе бидат преубави. Гледате, значи ова ви е блек кардиналот. Неговите листови се темни кога ќе излезат. Како стареат, доаѓаат до темно-зелена. Тука е голден виолината, друг тип на истон филадендрон. Кај него, значи, секојаш новите листови се светло-жолти и постепено доваѓаат до нијанси на зелена боја. И секако, јас зборам сама за себе си, дека мојот број 1 филадендрон е биркинот, кој што е преубав, значи кај него е обратно. Секогаш долните листови се темно-зелени. Значи секој лист си е приказна сама за себе. Како што оди нагоре, значи доаѓаме до сосема бели листови. Така да воопшто не ви треба цвет за да самото растение да ви представува убавина каде да го ставите. Да, навистина многу убави совети. Верувам дека сите оние кои што се двоумат нели во овој период како да ја украсат канцеларијата или како да ја зголемат својата домашна колекција, дека се добре дојдени овие цвеќиња. Јас ги сакам сите буквално во мојот дом, се сакам од тука што имате, но еве ни се наближува и празникот нели на жената, 8 март, сите не потсетува нели на подарување и на цвеќе кон жената, кон мајката, кон сопругата, кон бабата, кон тетката. Па што ќе предложите еве за овој ден? Да, сега ни се ближи најженствениот празник 8 март, кога се продава и се купува најмногу цвеќе.
цвеќе, кое цвеќе би го поклониле? Па без разлика, значи, дали вие ќе изберете азалеја, дали ќе изберете орхидеја како кралица на цвеќето, дали ќе изберете филадендрон, дали калатеја, па дури една обична кактусче. Значи, не е битно што ќе изберете, не е битна нити големината на цвеќето. Битно изберете го со љубов и со љубов поклонете го и обрнете внимание на тие што им поклонувате. Значи, погодете го моментот и погодете го изборот на цвеќе. Да, многу убаво кажано од ваша страна, господи Елизабета. Ви благодарам за одвоеното време и што несебично ги споделивте сите ваши совети кои што ги кажувате на вашите клиенти и со гледачите на утринската програма на Алфа телевизија. Ви благодарам и вас и ви посакувам среќни празници и да се видиме пак за убаво.